Морам да ви кажам дека нашето студио е полно со гости и гостинчиња. Еве сега наскоро ќе видите, бидејќи ни се разубава студиото буквално и во овој дел од денот или од утринска натилма, каде што ќе ви ги представиме младите актери од драмското студио наречено Словото, кои што ово утро ни пристигнаа од Велес, заедно со нивната менторка, така е, да, Весна Димитрова Бубевски, која што е основач токму на ова драмско студио. Добро утро за вас, иако веќе за вас бидејќи ки сте и вие рано во утринските часови тргнати за наваму, тогаш е за вас добар ден и добре ни дојдовте во нашето студио. Благодарам на поканата. Поздрав до овие млади убави актери или убави дечиња кои што денеска ни подготвија нешто што ете нашите гледачи ќе имаат можност да го видат, а се разбира и ние тука, но јас би сакала пред да направиме една убава драмска точка и да видиме зашто точно станува збор, малку да си помоабитиме. Тука со нас се, само да ги представам децата, тука со нас се Марија, потоа Марија Ѓоргиева, која што е 7 оделение, Ема Арсова, 5-то оделение, Давор Ангелов, кој што е 5-то оделение, и Михаела Индова, 3-то оделение, или најмалата од сите тука. Да ви се заблагодарам што ете вака, бидејќи вие зимски распуст и дома си уживате, одвоивте дел од вашето време за детска игра, па и за оние активности кои што ги имате, можеби во склоп на училишните обврски или домашната задача, дојдовте кај нас за да може да позборуваме малку за кои се вашите активности во драмското студио Словото. Но прво би почнала со вас, Весна, се разбира, да зборуваме малку за самото основање на ова драмско студио, како и неговото функционирање, бидејќи вие споменавте дека имате и голем број на настапи, та и соработки со одредени амбасади. Да. Па некако драмското студио Словото, ако не мора само како Словото, покасно беше формирано, но јас веќе повеќе од 30 години работам со деца. Значи цела една армија на деца поминаа низ оваа школа и веќе дел од нив се професионални актери, заврши академија. Првата генерација, да кажам, првите генерации веќе сега се родители, па и на нивните деца еве дочекав да им предавам. И работиме различен тип, да кажем, на активности еве од областа на медиумите и на настапи. Некогаш наменски, како ќе ни побараат, без разлика дали се работи за општина Велес или за некоја амбасада, или првите детски евровизии на македонска телевизија ги отваравме ние со некоја точка вака. И по наш избор одбираме, нели, текстови за драми. И постојано сме активни, немаме пауза, сме били и на повеќе фестивали и во нашава земја и надвор од земјата, во Сардинија, на островот Сардинија, во Италија, во Бугарија, во Словенија. Значи ќе имаме повторно патување, нели малце знаете короната сите не седна дома. Имавме малку застој, ова е веќе другиот подмладок, големите пораснаа за мина. И секогаш е динамично и интересно. Да, ќе ги прашаме сега и нив. Јас сакам од секого да чујам по нешто. Еве, кратко ќе ме дадете по еден ваш одговор, како или кои се вашите впечатоци кога глумите одредена точка за одредена представа во склоп на драмското студио. Пробите се најинтересни, еве нека кажат они. Пробите се многу добри и тоа ни остава најмногу спомени. И ние таму секогаш глумиме, имаме многу спомени. Особено дека не само учиме глума, него учиме и многу нешта. Јас многу пати им велам, само мал дел од вас ќе бидат актери. Меѓутоа, ова е настап на сцена, ќе бидат наставници, можеби некои, адвокати, без разлика. Тој настап ќе ги охрабри. Продолжете. Јас мислам дека кога ние глумиме, стекнуваме и нови пријателства, кога се зближуваме и понатаму се дружиме и продолжуваме да другаруваме со нив. Одлично. Јас мислам дека од овие вежби за глума ние и можеме да се и учиме понатаму како да се справиме во животот, како во какви ситуации како треба да постапиме, се здружуваме и се забавуваме. И Михаела? Јас ќе кажам дека во вакви ситуации не може сите да постапат, не можат сите, само некои деца, а во вакви ситуации
И ми е полесно со дедо и со баба да пробаат како она што проба со баба и со дедо. Браво. Да, навистина сте умни и се гледа дека доста вежбаат, нели? Да. А добро е тоа што пробите ги доживуваат како дружба и нели Апсолутно. кои што се истовремено одредена и едукација и подготовка за сама премиера на представа, но и И малку други насоки добиваат. Значи јас ова што ќе го повторам, им кажувам, само неколку ќе останете актери и така и треба, не треба сите да бидат. Меѓутоа, пошироко знам да ги насочам што во животот навистина треба да знаат, да прочитаат нели и класици и дел од историјата и така и начинот на настапување, боењето на говорот, тоа секогаш ќе им треба во животот. Да. Така што вистина многу е важно кога се работи нели со деца да се задржи нивното внимание, да се задржи фокусот за она кое што го прават во моментот, а при тоа да биде тоа успешно. За да тоа се постигне треба умешност и од ваша страна. Долгогодишното искуство ваше си го прави своето, но веројатно и тоа има одредени периоди, помалку или повеќе, кога, како што и дечињата спомена, не може секој различно функционира, секој различно ги учи работите. Треба да се има нели чувството со кој дете како или на кој начин. многу љубов, многу време, многу одрекување од дома, нели, многу посветеност и се разбира искуството, моето искуство. Точно дека многу деца бараат поинаков пристап и постигнале резултати кои што биле тотално, да кажам, повлечени, затворени, доаѓале само со родител и тоа возрастни само на пробите или на патувања, после играли главни улоги и дури ги надградувале и веќе некои ми се доктори во Холандија и таму ми се јавуваат да не беше твојата школа, немаше волку да се ослободам и така. Знаете, тоа е многу убаво да се слушне после толку труд и тие искуства. Тоа е полни душата. Значи стегнување на вештини кои што вредат понатаму во животот без разлика за која професија понатаму ќе се одлучат кога ќе бидат повозрасни. Мене ме интересира кога вежбате во драмското студио, понатаму, односно кога ќе си дојдете дома, дали и дома продолжувате да вежбате, колку време ви треба за да научите одреден текст или песничка? Еве денеска ќе имаме и една драмска точка која ќе ни ја изглумите, но ќе имаме и една песничка која ќе ни ја изрецитирате, поконкретно ќе ни ја изрецитира Михаела. Дали како вежбате? Колку време ви треба да го совладате тоа? Па нас искрено не треба Зависи од улогата. Зависи од улогата, колку е долг текстот и колку сме ние сконцентрирани во таа работа. Најмногу 15 минути сигурно. И повеќе некогаш. Меѓутоа тука се да помогнат и родителите. Да. Еве кај не за конкретно дедото, едниот дедо, така? Да. Браво. Многу интересно. Да. Колку време ви одзема тоа, например, да речеме од училишните обврски, нели? Вие сите сте амбициозни, верувам, одлични ученици и треба да се усогласи времето за на училиште и времето за овие активности во драмското студио. Па Се прилагодуваме Да. во термините, особено викенд. Кажете си. Најмалку дома. еден час ми треба мене со училишни Така. обврски и дека да совладаме текстот, зависи од улогата, нели? Колку е текстот долг и какви емоции бара. да, и какви емоции бара. Да. А тие емоции треба да се доловат, Да што се значи долови. вие сте брзи во однос на учењето, но и на вежбањето кога зборуваме за доловување на улогата која што се игра. И би ве прашала уште нешто пред да ни одглумите и тука, која е ваша омилена улога до сега? Па имаат искуство многу со настапите за словенечка амбасада и за руска амбасада. И тоа беа голем број на деца и особено нивниот настап кога беше за амбасадорот на Словенија, бидејќи тој беше и писател меѓу другото. По неговите текстови тие беа второ одделение и тоа беа громогласни аплаузи затоа што толку мали, а толку сериозни текстови. Еве нека кажат они. па искрено Малку и паузата си ги направи за Па да, короната, еве оваа улога, можеби овие улоги сега денес што ќе го одглумат, ми е се пронајдоа. омилена, бидејќи На ваша се возраст. пронајдов. Се пронајдов во оваа улога.
Добро, ние имавме некои фотографии, ако се подготвени ќе ги замолам од режијата да ги пуштат, само додека уште малку совесно позборуваме во однос на тоа кое што е ваша работа повеќе од 30 години. Тука се и патроните празници во Да, училиштата, во многу тука се училишта. значи основните и средните училишта кои што сте ги работеле за одредени нели патронати. Кога се подготвува патронат, се подготви и одредена драмска точка веројатно во склоп на истото. Лектирни представи, нели тоа што им е лектира и тоа е едукативно, тоа и треба за учениците, нели особено и детските представи кога се работи со деца, тие мора да остават да пратат порака. Инаку нема смисла зашто би се работело тоа дело, тоа мора да е едукативно и да научат нешто децата од тоа. Особено на Горјан Петревски, писателот, многу негови лектири сме ги правеле драми. Да, одлично. Еве ги гледаме и фотографиите од оние ваши настапи кои што ги спомнавте се во соработка со амбасадорите и со настапите во Словенија и исто така и за руска амбасада, каде што правевте еве ова конкретно руска вечер. Да. Сега ни подготвивме, рековте, драмска точка и една песничка. Со што да започнеме прва? Ајде рековме со драмската точка, да видиме како сте се извежбале за денеска. Да ни кажете само малку еден мал вовед што е тоа што ќе го слушнеме и која улога ја има. Кој што сака да биде кога ќе порасне. Тоа на крај ќе ве прашам кој што сака да биде кога ќе порасне, а сега може да го видиме и вашиот талент за глумење на дело. Ајде. Само една инекција и утре си веќе здраво. А оздравеш ли? Да не сум те видел надвор. Зашо? Што му правиш на мачето? Полека ми исплаши. Не гледаш ли? Му ставам инекција. Има грип. Сите ке не зарази. Уф, од кога пак ти стана доктор? Зошто? Лошо ли е да бираш доктор? Не, но ти не си доктор. Ако не сум, ќе бирам. И тебе тоа многу да не ти е гајле. Зошто да не ми е гајле? Јас ќе бидам инженер и ќе градам високи куќи и сите луѓе ќе ме сакаат. Да, ќе те сакаат. На неколку мене, јас ќе ги лекувам, ќе ги негувам болните во мојата болница и сите мене ќе ме сакаат. И баш си грешка. Јас болница нема да ти изградам тебе, па да видам каде ќе бидеш ти лекар. Добро, но ако се разболиш ти, мислиш ли дека ќе те лекувам, а? Да знамо ти ќе... Срам да ти е мене да не ме лекуваш, мене е твојата сестра. Зарем, ќе дозволиш ли многу да бидам болна, а? Што е, деца? Зошто плачеш, Ленче? Мамо, Ачко ми рече кога тој ќе стане лекар и кога јас ќе се разболам, тој немало да ме лекува. Чекај, кажи ја вистината. Кажи што рече првен ти? Јас ништо не реков, ти прв почна. Лажеш. Еве како беше, мамо. Јас си реков дека кога ќе пораснам ќе бидам лекар и дека сите мене ќе ме сакаат. А таа ми вели дека немало да ми гради болница. Ќе била инженер, ќе градела куќи, фабрики и се друго. А мене болница? Не. Па кога е така, јас си велам дека нема да ја лекувам. Деца мои, сега ли најдовте да се карате? Кога чекаме вашиот татко во секој миг да дојде дома од службено патување, но и да донесе многу подароци за вас. Ајде сега да си простите и да бидете весели, зашто татко во секој момент ќе влезе дома. Докторе, ќе ти изградам болница. Добро, и јас ќе те лекувам кога ќе бидеш болна. А сега, остави ме. Треба да си го долекувам мачево. Добро. Браво. Ајде, може да наплус. И би дали камераманите, но снима да се ги случи. Верувам дека во режија младите актери добија аплауз, а во случајов Ацко и Ленче, тоа беа вашите улоги, вие сте брат и сестра, доктор и инженер, и нивната мајка која што ја глуми, нели, Марија. И сега е добро, логично да го поставиме прашањето, што е тоа кое што сакате да бидете или имате желба да станете кога ќе пораснете? Јас би сакала да бидам докторка, бидејќи тоа ме исполнува. Улогата во актерството исто така и тоа е многу убаво, но повеќе ме привлекува медицината. Добро, што значи дека актерството е како хоби, така? Да. За мене, јас сакам да бидам глумица, бидејќи самото дружење и спојување и улогите што ги учиме ме спојуваат и ме здружуваат и ме прават посреќна и поисполната. Јас сакам, хоби ми е да бидам спортист, поточно фудбалер, но дома ми велат да бидам доктор.
Добро, но најважно е тоа ти што сакаш, така? Добро. Јас ви посакувам да се реализираат вашите желби, и ако сте се уште деца и овие се детски желби, секако да се исполнат вашите замисли за тоа што би сакале да бидете кога ќе пораснете. И уште Михаела да слушнеме, пред да слушнеме и незината песничка за дедовци, посветена. Јас сакам да бидам наставничка, Како мама. да ги учам децата. Добро, значи јасни им се желбите. Нема нешто тука да се браво. двоумат или да не знаат што Да, сакаат. точно. Добро е кога се знае што се сака, а ние на крај ќе сакаме да слушнеме уште песната посветена на дедовците. Ете ќе ја посветиме на сите дедовци, за оние кои што се грижат за своите внучиња, кои што учествуваат во нивната едукација. Нели тука имаме и таков пример, па ете да слушнеме како ќе ни изрецитира Михела. Повели. Дедо. Нема мирно чедо што не си го сака својот дедо. Кога сонце грее и време пече, дедо ќе рече: сонцето сјае горе, ајде да одиме на море. Сите се пакуваме, заедно да отпатуваме. Во море пливаме, тој не чува кога заспиваме. Ги весели дните, сладолед ни купува на сите. Не учи нас да играме шах, на плажа тој слуша Бах. Весник му купувам на дедо, секое утро следно. Каде и во светот да оди, тој новости води. Дедо се знае, а кога сме немирни, мудро трае. Се што чита, со своји зборови, знае да долови. Дедо е човекот збор, со него се прави договор. Дедо го радуваме и петки му донесуваме. Тој знае да не гали и со успехот наш се фали. Браво за дедо и браво за И да кажеме Михаела и за песничката сите дека овие. ни ја напиша Катерина Момева, драматург инаку, и точно на нивно барање за да се посвети на сите дедовци. Да, и ја посветуваме тука и во Утринска телма за сите дедовци, и јас тука ќе ви се заблагодарам на вистина што добро сте се подготвиле, што имавте на одлична изведба на оваа драмска точка и на оваа песничка посветена на дедовците, и само напред и само така можам да кажам, а Весна исто и тоа и за вас важи, се разбира, Јас. во однос на не знам, талентот кој што вие веројатно го пренесувате кај дечињата, но и како велиме, насочувајќи ги кон вистинскиот пат. Апсолутно. Ви благодарам јас за поканата и се надевам дека ќе ни продолжи соработката, па да донесеме деца и од руралната средина, да ги слушнеме нивните желби кои се. Да, и тие имаат желби. Веројатно малку поразлични, но би било добро да ете ги имаме и нив во нашето студио. Што се однесува само на крај едно завршување на нашиот разговор како информација, идните активности на драмското студио, а при тоа и за членување во драмското. Знаете, За јас до сега заинтересирани. речиси на секој дете сум дала шанса да настапува. Јас значи во драмското студио нема не знам какво членување и наплатување. Значи јас без еден ден работам повеќе од 30 години. Ниедно дете не платило до сега. Нема родител, наставник што ми предложиле дете од градот да не сум дала шанса. Знаете, секој има право тоа да го доживее. Младоста, ова детските години ќе поминат, зошто тоа да не го доживеат, таа возбуда, нели, и таа едукација, без разлика понатака што и да бидат. Имаат право сите на тоа. Да, така е. Ви благодарам за гостувањето, за тоа што дојдовте од Велес. Поздрав до сите од Велес што не гледаат, кои знаат се дека разбира. денеска ќе видите наши гости, и верувам дека ќе не дојдете пак со уште некоја подготвена драмска точка, па ќе се видиме во едина, а може и ние ќе дојдеме кај вас на Се гост. разбира, повелете. Да.